за Универзитетот отворено. Почитувани слушатели и драги пријатели, добре дојдовте во новото издание на емисијата за Универзитетот отворено. Денешното издание го посветуваме на вториот отворен ден на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, што во петокот на 6 октомври се одржа на Економскиот факултет во Прилеп, единица на универзитетот. Останете заедно со нас на 90,8 МГц. Како што кажавме во најавата, под мотото Укло и пријателите со работката на дело, во петокот на 6 октомври на Економскиот факултет во Прилеп се одржа вториот отворен ден на Укло. Уште еден успешен пример за партиципативен пристап и активно партнерство. Студенти, професори, градоначалниците на Прилеп и Битола, Борче Јовчевски и Тони Коњановски, представници од јавни институции, бизнис секторот и граѓански организации учествува во заедничкиот настан и со меѓусебното поврзување ја изразија подготвеноста да придонесат за развој на локалните заедници. Важна компонента на настанот беше изложбениот дел «Ден на кариера».
Промовирани беа 12 единици на УКЛО, со што е возможено на непосреден начин УКЛО уште еднаш да се представи во својата вистинска светлост, со хетерогена образовна понуда, можностите за мобилност, проекти, лаборатории, програми и центри на УКЛО. Истовремено, 10 компании од Пелагонискиот регион ја представија понудата од околу 350 отворени работни места за вработување во компании во регионот. На почеток на присутните им се обрати ректорот на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, професор доктор Игор Неделковски, кој оцени дека настанот е вистинска слика на регионалниот карактер на универзитетот и најави слични активности и во другите градови каде УКЛО има своји единици. Еве што рече тој. Ова е во оваа година втор отворен ден на универзитетот кој што се организира во овај облик. Првиот беше во април во Битола. Продолжуваме во Прилеп, а се надевам дека наредната година ќе имаме вакви настани и во другите градови од овај регион, кој што ги покрива Универзитетот Свети Климент Охридски со својата работа. Но не случајно сме тука сега во Прилеп. Почетоците на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола се тесно поврзани со Прилеп. Првата единица, како што ги вика законот, односно првиот институт во рамките на Универзитетот Свети Климент Охридски е основан во Прилеп. И тоа во 1924 година. В година ќе прославуваме 100 години од почетокот на работа на универзитетот. Тоа е Институтот за тутун во Прилеп. Првите високообразовни установи кои денеска се дел од универзитетот се равноправно основани во Битола и Прилеп. Тоа е во далечната 1960 година економскиот факултет, односно тогашната висока економска школа, и биотехничкиот факултет, односно тогашната виша земјоделска школа. Потоа продолжуваме со техничкиот факултет наредната година и така натаму. Значи, Универзитетот Свети Климент Охридски во Битола е тесно поврзан со Прилеп како битен регионален центар и затоа се одлучивме овој втор настан да го организираме токму тука во Прилеп, токму на економскиот факултет, каде што датираат почетоците на нашиот универзитет. Што сакаме да постигнеме со отворениот ден? Да им порачаме пред се на нашите стопанственици, но и на нестопанството, дека универзитетот е отворен за нив. Ние сме во фаза на измена на повеќе акти, дел ги изменивме сега на крајот од месец септември, со кои ќе овозможиме и формално правно да дел од наставата се одвива во лабораториите и просториите на компаниите, на предпријатријата, на организациите надвор од универзитетот, но и стручњаци од стопанството и нестопанството да можат да доаѓаат на факултет и да држат практична настава. Тоа законот ни го дозволува. Затоа го викаме и отворен ден. Дека универзитетот не е отворен само за студентите, туку е отворен за целата заедница. Ние живееме во период во кој на комплетното стопанство им недостасува квалитетен кадар. Ние тоа треба да го искористиме како универзитет, бидејќи имаме можност заедно со стопанството да образуваме квалитетен кадар. Но кадар недостасува и во јавните служби. Ние прв пат годинава со
општина Битола имавме ситуација да општината додели значителна сума за 50 практиканти да одат на платена пракса во самата општина и јавните служби основани од општината. Таа пракса ќе ја продолжиме и со општина Прилеп и со други општини, се надевам. Значи и општините ја увидоја потребата од квалитетен кадар. Ова овозможува нови перспективи, како што е наречен денешниот настав. Да ние, универзитетите, им даваме квалитетно, практично знаење на нашите студенти, со тоа да обезбедиме и нивни зголемени знаења и вештини, кои ќе водат до лесно вработување, но не само вработување за високи плати, а ако добиваат дома високи плати, сигурно ќе се намали жалбата за иселување во странство. Ви благодарам. Ректорот на УКЛО, професор доктор Игор Неделковски, градоначалникот на општина Прилеп, доктор Борче Јовчевски, на вториот отворен ден на УКЛО потпиша меморандум за соработка, со што го зацврстија партнерството и се заложија за подобрување на едукацијата и предприемништвото неопходни во градењето на локалната заедница. При тоа градоначалникот Јовчевски посочи дека во оваа академска година општина Прилеп додели 20 студентски стипендии. Ви го пренесувам и неговото обраќање пред присутните на вториот отворен ден на УКЛО. Како што е насловот на овој отворен ден соработка на дело, јас како градоначалник на Прилеп сакам да зборувам токму за делата на локалната самоуправа на општина Прилеп во насока на подобрување на конекцијата со граѓаните, младите, студенти, високообразовните институции, УКЛО и Економскиот факултет Прилеп, исто така и со граѓанските организации, стопанските субјекти како наши партнери во креирање на регионалниот развој, но и како потикнувачи на низа иницијативи за создавање на услови за подобро општествено живење на сите единки во нашата заедница. Во таа насока, локалната самоуправа на општина Прилеп, со целиот свој потенцијал, кадровски и технички, гради димензија на отвореност и транспарентност во давање на информации и услуги на сите граѓани. Односно, креираме механизам и можности за повисок квалитет на јавните локални услуги, кои ги обезбедува општината за потребите на приватниот сектор, образовниот и граѓанскиот. Во рамките на партнерската соработка со Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, делата започнуваат преку Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион и заедничко вмрежување со други универзитети и општини во регионот за економски развој, стабилност и зачувување на овој регион од загадување. Креиравме и потикнавме можности за едукација и примена на нови технолошки процеси и деловни практики за деловните субјекти и студентите со цел да делуваат и да градат вештини за висока продуктивност и заштита на животната средина, да се насочуваат кон вработување токму во областа на чиста енергија. Денес воспоставивме нова соработка и регистриравме ново дело. Официјално го зацврстивме нашето партнерство со подпишување на меморандум за соработка каде се обврзуваме заедно да работиме во насока на подобрување на предприемништвото, образованието, науката и истражувањето, се со цел да создадеме можности за развој на човечкиот потенцијал и градење на локална заедница, каде човекот ќе биде приматот за успех на заедницата и нејзината стабилност. Економскиот факултет Прилеп убедливо представува генератор на знаење, вештини и позитивни општествено-економски процеси.
и даваме голем придонес во развојот и обликувањето на научната мисла. Преку интензивна образовна истражувачка работа, исто така гради одлични партнерства со нас, локалната самоуправа на општина Прилеп. Во однос на применливоста на практичните дела, неодамна подпишавме уште еден меморандум за соработка со цел да ги поттикнеме идните студенти да го градат своето знаење во оваа високо образовна институција и да останат во Прилеп. Со тој меморандум ние како резултат на тоа во оваа академска година општина Прилеп доделува 20 стипендии на студенти, бидејќи имаме потреба и сакаме да креираме нова генерација на едуцирани млади луѓе кои ќе го забрзаат овој процес на креирање современи едукативни перспективи во заедницата. Една народна мудрост вели: нашите дела говорат за нас. А ова е само мал сегмент од нашите дела како локална самоуправа и чест ми е што движиме заедно во насока да градиме партнерства, да соработуваме и да реализираме дела, видливи, корисни за граѓаните и заедницата. Нема живот за мене кога не сум крај тебе и се гледам ја себе како душава ми вене цело време. Како оган ја скорам, против себе се борам, да ти кажам те сакам ако морам, се ќе сторам ја за тебе. Времето поминува, а јас се чудам како ништо важно не ми е. Сега ти чувај ме во ноќите, кога заспивам, биди крај мене. Сега ти чувај ме и кога сите ќе се заминати, остани за секогаш, остани. Секој ден ја се сонам и во сона те губам, но кога се будам ти си тука до мене цело време. Како срце да стишам кога за тебе дишам и песна ти пеам, да не ме заборавиш мене. Јас тебе, а времето поминува, а јас се чудам како ништо важно не ми е. Сега ти чувај ме во ноќите, кога заспивам, биди крај мене. Сега ти чувај ме и кога сите ќе се заминати, остани за Сега ти чувај ме во ноќите, кога заспивам, биди крај мене. Сега ти чувај ме и кога сите ќе се заминати, остани за секогаш. Вториот отворен ден на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола и пријателите под мотото Соработката на дело се реализираше со обединување на капацитетите и ресурсите на УКЛО и Кредо центарот, јавни институции, општина Прилеп, бизнис заедницата, регионалната стопанска комора, Преда Плюс фондацијата и граѓанскиот сектор со поддршка на проектниот партнер КОСФ, подружница Прилеп од проектот ЕНТЕК во рамките на Интерек ИПА програмата за прекугранична соработка. Еве што за настанот во изјава за медиумите рече Маријана Милевска, директор на Преда Плюс фондацијата за одржлив економски развој од Битола.
Ова е сега второ, веќе како традиционално веќе почнува да настанува настан, каде што голема широка коалиција заедно со партнери со универзитетот, вклучувајќи ги и невладините организации како Преда плюс, МКЦ и Козви од Прилеп, и исто така регионалните комори на Прилеп Битола се вклучени тука, други партнери кои заедно го организираме овај ден. Меѓу другото, многу значајна е и соработката на универзитетот со локалните самоуправи. УКЛО веќе потпиша меморандум за соработка со општина Битола, реализираш универзитетска студентска пракса и сега сака да ја продолжи таа пракса во Прилеп. Настанот ќе биде обележан и со еден кариерен ден. Над 10 компании се присутни тука со своите оддели за човечки ресурси, каде што нудат 350 работни места кои во моментот се отворени. И тоа сето ќе им биде понудено и на студентите, и на завршените студенти, алумни на самиот универзитет. Денес, како никогаш досега, компаниите имаат најголем проблем со наоѓање на работна сила и вакви настани се многу значајни за мрежување, за спојување на едно место. Покрај индивидуалните напори кои си ги прават, компаниите овде на едно место ги собираме сите студенти, сите потенцијални вработени, каде што ќе можат да си најдат работно место. И многу е важно дека денес се зборува на еден панел посебно за работното место од иднината. Тоа значи дека има кариерен пат за студентите и во компаниите, меѓутоа има кариерен пат за студентите и за отварање на собствен бизнис, за предприемништво или пак дури стартапи и основање на нови иновативни компании. Мислам дека веќе тоа е навистина една борба за добар кадар во моментот во компаниите и во моментот мислам дека навистина најголемиот проблем кој компаниите го имаат се вработените и веќе нивото на работни услови, начин на напредување во кариера во самата компанија е на многу високо ниво кај компаниите. Веќе кажавме, на отворениот ден на УКЛО во Прилеп беа присутни представници од бизнис заедницата. 10 компании од Пелагонискиот регион ја представија понудата од околу 350 отворени работни места за вработување во компании во регионот. Има ли недостиг од работна сила на пазарот на трудот? Ја прашавме господјата Ирена Јакимовска, собственик и управител на компанијата Комфи Ангел од Прилеп. Јас не мислам дека имаме недостиг на работна сила, имаме неправилно организација и поставеност на понудата на трудот визави побарувачката, на пазарот на трудот. Многу малце време треба за да се преструктурира и да се преадаптира едукацијата на потенцијалните работници во општеството за да можеме да се преадаптираме на потребите. Меѓутоа тоа секако на потребите на пазарот на трудот. Секако дека основна цел на задоволување на пазарот на трудот треба да биде приватниот сектор. Тоа е тој сектор кој што ја ствара додатната вредност и ние сите. Дефинитивно вклучување тука и на јавните институции, треба да креираме општество и образование кое што ќе креира работна сила на потребите на приватниот сектор преди се. Меѓутоа и сега ништо не е изгубено. Заедно со образованието, стои причина денеска да се собереме овдека сите заедно, можеме да направиме преструктурирање на работната потенцијална работна сила за потребите на приватниот сектор во овај момент. Меѓутоа тоа може да се работи само со заедничка соработка, искрена комуникација и поддршка преди се на потребите на приватниот сектор. Комфи Ангел конкретно оваа година одлучи да инвестира во 10 студенти на економскиот факултет преку стипендирањето, меѓутоа она што е поклучно и побутно, не секогаш се парите причината за постоење на волјата на ние да се реализираме како поединци, она што е најбитно што им пружаме шаторче. Имено ги правиме да се чувствуваат како дел од компанијата, се со цел за и тие самите да се креираат онака како што компанијата се креира во овај момент. И јас сметам дека тоа е многу побитно и посуштински во делот на помошта на идните академски граѓани, заради тоа што парите најмалце недостасуваат. Во моментот тие можат да бидат огромна потенцијална работна сила, поготово во делот на угостителство
општеството и онака самите знаеме дека таму имаме недостаток. Значи, тие имаат можност во овој момент во општеството да допрат до материјални средства. Меѓутоа, она што нив им треба, покрај теоретската настава, што е најбитно, им треба некој да им пружи можност да се осетат дел од еден корпоративен систем, за да можат да порастат за потребите на новите корпоративни системи во општеството во кое што живееме. Одливот на високообразовни кадри од Македонија е проблем кој не засега сите. Од 2019 година до сега над 500.000 млади ја напуштиле земјава, покажало истражувањето што се направило во рамките на проектот ЕНТЕК. Вие пренесувам изјавата на Дања Димовска-Микаровска, проектен менаџер во италијанската невладина организација КОСП, подружница Прилеп. Веќе цела година работиме на проект кој што адресира еден многу актуелен проблем. Тоа е проблемот со одлив на високообразовани кадри надвор од територијата на нашата држава. Според анализите на Светска банка од 2019 година, Македонија ја напуштиле 1/4 или над 500.000 млади, што е фрапантен податок и што треба на вистина сите да не замисли. Македонија диши на жабри. Крајно време е да се свестиме сите и да превземеме активности во решавање на овој навистина актуелен проблем. Затоа што Македонија е се што имаме. И сите твориме, креираме и создаваме и живееме тука. Вина имаме сите. Не треба да вперуваме прсти поединечно кон поединци или политички партии или како и да е, значи од сите нас зависи. Во рамките на проектот ЕНТЕК ние се обидовме да детектираме кои се заедничките проблеми според Triple Helix методата помеѓу академскиот сектор, бизнис секторот и општините, да детектираме кои се тие заеднички проблеми кои што всушност не засегаат сите и каде има недостаток на релевантни информации и податоци и каде настанува овој проблем. Всушност, она што накратко можам да го сублимирам е дека треба поголема вклученост на сите организации во креирањето на јавните политики, во креирањето на уписните политики, во креирањето на слободни работни места. Значи, треба всушност бизнис секторот да е во согласност со академската заедница, да се креираат описните политики според тоа, со Агенцијата за вработување и сите останати релевантни чилители во општество. Проектот ЕНТЕК во изминатава година, значи освен тие средби од кои што имаме многу препораки и ги објавивме, освен тоа, значи она што ние го презедовме во чекор во насока на решавање на овој проблем е тоа што едуциравме 60 млади високообразовани кадри од Република Северна Македонија и од Република Грција. Ги едуциравме со предприемнички вештини како да си ги зголемат своите компетенции, како да стекнат поголема самодоверба, како да се охрабрат едноставно да си отворат собствен бизнис или да ги зголемат своите способности за вработување во постоечка компанија. На денешниот саем овде, на кој што ги здружуваме капацитетите со ректоратот на УКЛО, со општина Прилеп, со општина Битола, со Агенција за вработување, со Стопанска комора на Македонија, значи тука се понудуваат 350 работни места на кои што младите, кои што денес ќе присуствуваат, а и останатите кои што немаа можност, имаат можност да видат кои слободни работни места се во опсек и како може да се реализираат себе си. Значи, ве охрабрувам сите млади, да се охрабрите и да го реализирате својот полн потенцијал. Сакам да те слушнам, кај да си јас ке дојдам по тебе, да си ти до мене, памети ми зеде, биди сега крај мене,
знае да сака, никој како тебе не ме допира. Дај ми љубов сега, немој да ми бегаш, со тебе да заспија. Остани, остани, биди моја сега, само ти, друга не ми треба. Остани, остани, сами да сме јас и ти, ноќва нема никој да не раздели. Остани, ајде, остани, ајде. Остани, ајде, остани, ајде. Остани, остани, биди моја сега, само ти, друга не ми треба. Остани, остани, сами да сме јас и ти, ноќва нема никој да не раздели. Остани, ајде, остани, ајде. Остани, ајде, Во конференцијскиот дел на вториот отворен ден на УКЛО, што се одржа во Прилеп, се зборуваше за универзитетската летна пракса која УКЛО ја реализираше во партнерство со општина Битола, потоа за можностите за стипендирање и за работните места од иднината, стартапи, предприемништво, самовработување, работа од далечина. Како дел од настанот, проректорката за студентски работи, професор доктор Јасмина Буневска-Талевска, зборуваше за двата нови проекта УКЛО, неформално учење и талентите на УКЛО, при што за активното учество во работилниците од неформалното учење на академски кадри им беа врачени благодарници, признание за нивната вклученост за подобрување на знаењето, вештините и компетенциите на студентите. Благодарение на проектот, идентификација и следење на талентираните и надарените студенти пак, на студентите Тамара Тасеска од Економскиот факултет во Прилеп, Софи Гајтановска од Факултетот за информатички и комуникацијски технологии од Битола, Кристијан Велјановски од Факултетот за биотехнички науки и Дејан Петровски од Педагошкиот факултет од Битола им беа врачени посебни признанија од универзитетот. Често мојот поглед лета
Со најава дека за вториот отворен ден на УКЛО ќе се навратиме и во следните изданија на емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио УКЛО ФМ Битола, го завршуваме ова наше денешно радиодружење. Емисијата тонски ја реализира Љубчо Цветковски, а ја уреди и водеше главниот и одговорен уредник на УКЛО ФМ Битола, магистер Сонја Тантарова-Груевска. Останете понатаму со нас на 90,8 МГц. Пишува по книгите на мудрости, човек жив со време се ќе научи, точно е и звучи како вистина, но не и во љубовта. А нашата еднаш блескаше ко сонце и се уште в срце ми тле светлина. Тоа што за тебе знам скоро се малку ми помага. Повторно се заљубувам во тебе, ко лавирин темен срцево ми е, но само љубовта по тајна лозинка до тебе пак ме донесе. Повторно се заљубувам во тебе, ко лавирин темен срцево ми е, но само љубовта код звезда водилка до тебе пак ме донесе. Меѓу нас едно с Богом долго стои, превисок цид за гордоста да прескокне. Ме гледаш, а позната ти гори искра во очите. Повторно се заљубувам во тебе, ко лавирин темен срцево ми е, но само љубовта ко тајна лозинка до тебе пак ме донесе. Повторно се заљубувам во тебе, ко лавирин темен срцево ми е, но само љубовта код звезда водилка до тебе пак ме донесе. Повторно се заљубувам во тебе, ко лавирин темен срцево ми е, но само љубовта ко тајна лозинка до тебе пак ме донесе. Повторно се заљубувам во тебе, ко лавирин темен срцево ми е, но само љубовта код звезда водилка до тебе пак ме донесе. УКЛО ФМ Битола, октомври 2023 година. 24 часа секој ден на 90,8 УКЛО ФМ Битола.